Добро дојде во студио за моите гостинки Ана Петровска, државна секретарка во Министерството за животна средина, и Татјана Чакулев, невладината О2 иницијатива. Говориме денес за климатските промени. Ова е, иако изгледа можеби трендовска дебата, сепак е насушна, неопходна, но особено во Македонија не може премногу да се видат јавни кампањи, дебати. Сега вие мене и ќе ме демантирате, предпоставувам, очекувам, и ќе ми кажете дали сум во право, всушност. Имаме ли ние последици од климатските промени? Говориме за Македонија. Да, прво благодарам за поканата. Да, во Македонија климатските промени, како и секаде во светот, веќе се чувствуваат. Оној град кој што пред некоја недела направи големи штети на посевите, на јаболкото и на другите обошки, кои што уште не се убрани. Исто така поплавите кои што перманентно се случуваат, истовремено и суши. Значи оваа година имавме и слаба хидролошка година. Топлотните острови во градовите. Вистински топлотни удари всушност за жителите. Зборувам за топлотни острови кои што во градовите веќе сме ги креирале со непланската градба или градбата која што не почитува хумани стандарди, туку почитува урбанистички стандарди и нормативи. Значи, климатските промени се тука и се повеќе и повеќе ќе ги чувствуваме. Значи ги чувствуваме во Македонија. Секако ги чувствуваме. Ајде, ве молам Чекулев, еве ги спомнеме на господјата Петровска, градот, поплавите, сушите, топлотните удари. Острови. Добро, јас ги нареков удари, затоа што тие удари всушност ги добиваат самите граѓани, жителите, популацијата. Може ли ова да се сето ова да се спречи, овие климатски промени во Македонија? Може да се ублажат. Значи промената на климата не ние може не можеме не може да се анулира, мора да се ублажат. Не дали може, него мора да се ублажат. Па едно најлесниот и најевтин начин е зеленилото. Значи дрвјата се клучна алатка во справување со климатските промени. Пошумување, ние зборуваме и урбано и надвор, значи од градовите. Скопска Црна Гора не е целата исечена, значи тоа треба да се пошуми. Водно исто треба да се пошуми, значи во деловите каде што нема дрвја, каде што се или исечени или ради страната, во јужната страна, значи одредена вегетација потешко вирее. Во градов ние имаме недостаток на зеленило според глава на жител. И кога ќе ставиме одозгора значи ефектот на климатските промени, кои се многу силно се чувствуваат во урбаните зони, тогаш значи тоа мора да биде примат. Значи садење, меѓутоа планско садење, соодветно садење на соодветни видови кои ќе бидат отпорни на тие екстреми. Климатските промени носат екстреми, што значи имате многу жешко, па имате многу ладно, па имате суша, па имате најнаш огромна количина на дожд. Значи нема баланс на количината на дожд. Можеби во една година ќе наврне во еден месец или не знам 2 месеци, а потоа може да имате суша. Значи не е распоредена како што порано било пред некои си 50 на години, 40 години, каде што се знаело кои се тие влажни сезони, кога е сувата сезона за Скопје. Знаеме некако деца, сите сме растеле во снежни зими, каде што сме се санкале тука во градот, сме правеле снежко 20 години наназад, тоа го нема. Значи климата кај нас е сменета веќе повеќе од 20 години. И одиме уште повеќе кон. Добро. Ајде околу недостатокот на зеленило за кој говори Чакулев. Тоа ли е причината за за последиците всушност од климатските промени? Една од причините за појавата на тие така наречени топлотни острови во урбаните средини е недостигот од зеленило, исто така и начинот на градба, затоа што се оневозможува и проветрувањето. Значи се создаваат така наречени урбани кањони и тоа е дел од струката за урбанизам која што не е во Министерството за животна средина. Ние работиме просторно планирање, но затоа пак Министерството за транспорт и врски го носи новиот закон за урбанистичко планирање, каде што ние сега настојуваме се она што значи како одредби од законот за урбано зеленило, а кое што го има донесено Министерството во 2017 година, да се интегрира. Во овој момент... 2 години беа потребни за интегрирање?
Не, знаете, тој закон треба да се спроведува генерално, меѓутоа тој се може да се... ли? Па до некаде можам да ви кажам, затоа што со тој закон за урбано зеленило 20% од секоја градежна парцела треба да отпаѓа на зеленило. Сега, во некој... Тоа не е случај во Македонија? Или за Скопје да говориме како Знаете колку се зависи од стручните комисии кои што ги ангажираат општините за да направат ревизија, односно усвојување на урбанистичките планови. Значи, во општина Центар знам со сигурност дека ова се почитува. Значи, урбанистичките планови се враќаат назад. И така натаму. Значи, има шампиони општини кои што навистина сватиле... Кои општини не го почитуваат? Не можам точно да ви кажам кои не, знам за Центар сигурно дека да, бидејќи сум разговарала. Затоа што не сме направиле такво истражување, да бидам искрена, ние во овој период најмногу енергија потрошивме на тоа да го донесеме правилникот за урбано зеленило, кој што уште повеќе и подетално им објаснува на урбанистите како урбаното зеленило да се интегрира во урбанистичките планови. Ајде сега Чекулев да ви реплицира. Кој е вашиот став? Требало ли да постои вакво истражување во Министерството за животна средина? Требало, да. Тоа е таа некоординација меѓу централна, локална власт и на ниво на локална град Скопје со општините во град Скопје. Значи тоа е ноќна мора. Ноќна мора каде што постојано има некоординација и постојано види не сум јас, тоа е он, види ние тоа не сме, тоа се овие. Ингеренциите на надлежните институции. Меѓутоа, овие проблеми и овие податоци, како еве и за аерозагадување, за климатски промени, за зелено, ние не може да немаме податоци. И тие податоци треба се достапни и да ги имаат сите. Добро. Затоа што само на тој начин вие со бројки ќе видите што се спровело, што не се спровело и која е причината зашто не се спроведува. Добро. Господине Петровска, нема координација на институциите. Да, навистина не е така. Се работи за неквалификуваност, неспособност, некомпетентност. Зашто точно? Зашто не би имало координација? Само ќе ви дадам еден пример, добар, а потоа ќе ви дадам еден лош пример. Значи, добар пример за координација помеѓу институциите имаме кога го работевме правилникот за урбано зеленило, каде што учествуваа и представници од општините, и представници од Агенцијата за планирање на просторот и представници од Министерството за транспорт и врски. И значи ова беше убав пример кога ги усогласивме сите потреби и направивме добар правилник. Очекувам оваа недела тој правилник и да го објавиме на веб страната на Министерството. Но лоша координација беше кога се изработуваше законот за урбанистичко планирање, каде што прво тој закон требаше да биде закон за просторно урбанистичко планирање, па бидејќи не бевме вклучени ние како надлежно министерство, се изборивме тој закон едноставно да не го има премисот просторно, бидејќи просторното планирање не беше адекватно застапено, па продолжија Министерство за транспорт и врски да го работат само како закон за урбанистичко планирање. И при тоа ние имавме неколку координативни средби, но дури во процесот кога почна да се владината постапка за усвојување, што значи дека ние не бевме поканети ниту еднаш во некаква работна група при изработката на законот за урбанистичко планирање. За жал. Работите ли со Министерството за животна средина? Околу климатските промени, околу климатски, ние сме дел, со Министерството за животна средина, ние сме која ни е врската, ние сме дел од така наречената интерсекторска работна група која е задолжена да го следи квалитетот на воздухот, да предлага мерки и да постојано прати како да се подобри и да предложи на кој начин треба да се подобри квалитетот на воздухот. Во таа интерсекторска група се членови скоро сите министерства. Добро, и што е сработено во таа група? Според нас таа група е комплетно нефункционална. Значи, ова ние сме го кажали и тамо, ние сме го и писмено сме го доставиле, сме барале начин да се промени работата на оваа група, бидејќи не е функционална. Значи, џабени за нас останоци ќе седнеме и некој ќе каже нешто, некој ќе... Значи, немаш резултати, не е функционално. Значи, тие сите представници од разни, од локална самоуправа, од разни министерства, се тамо за да ние видиме да ги синхронизираме, да дадеме сите податоци до каде е кој, што направил, што треба тој сектор да сработи, за да заеднички тоа координирано делува. Да. Тоа го нема. Имате ли објаснување зашто таа работна група не функционира? Да, за жал јас тука ќе морам да се иззема, бидејќи јас не сум дел од таа интерсекторска група.
Секако моите колеги таму учествуваат, меѓутоа Не сте запознаени за постојањето на таа група? Далеко од тоа, значи секако дека сум запознаена, но дали не функционира? учествувам. Дали функционира? Јас знам дека во последно време еднаш месечно има состаноци, моите колеги одат таму. Сега. Сте прашали ли дали функционира со оглед на тоа што еднаш месечно има состаноци? Да, јас добивам информации од колегите кои што учествуваат. Што ви кажале тие? Да, дека генерално бидејќи е таа комплексна работна група, дека има од многу институции, потребно е лидерство на Министерството за животна средина заради координација и свесна сум дека тоа лидерство може да биде подобрено. Но во делот на климата, бидејќи таа интерсекторска за квалитет на воздухот, ако може да се вратиме на воздухот е врзан со климатските промени. Е до некаде Да, ние ги третираме како две различни области и така и европското законодавство ги третира. Значи, квалитетот на воздухот е вертикален сектор со посебен закон, со посебни правилници, со посебни надлежности. Но е тесно поврзан со исклучиво е поврзан во делот на климатските промени кои на светот му се случуваат. Секако. Значи, се она што значи согорувачки процеси се дел од причините за климатските промени, тоа во енергетиката, во транспортот, производството на енергија и особено делот на учеството на обновливи извори и енергетска ефикасност како алатки за борба против климата. Но, интересно е нешто што не го знае јавноста. Значи, Министерството за животна средина како комуницира со засегнатите страни во делот на климатските промени. Значи, имаме посебен портал klimatskipромени.mk, каде што се што еден граѓанин го интересира може да се запознае, а во овој период исто така спроведуваме повеќе проекти каде што ќе се обратиме до граѓаните со важни пораки како секој од нас како поединец може да придонесе кон намалувањето на климатските промени. При тоа не занемарувајќи ја клучната улога на приватниот сектор, кој што приватен сектор секако има најголемо влијание и кај него лежи всушност и најголемата одговорност за справување со климатските промени. Добро, околу приватниот сектор еве го спомена госпоѓа Петровска. Имате ли вие со нив комуникација и заедно со институциите се разбира? Не имаме комуникација со приватниот сектор, иако е неопходен. А зашто немате комуникација? Ние сме волонтери. Значи, ова не е нас работа. Ние ова го правиме во слободно време. Дали ги координирате тие активности заедно со надлежните институции, да имате некакви состаноци, дебати и пронаоѓање на решенија со приватниот сектор за кој говори госпоѓа Петровска? Не, ние како иницијатива, значи не сме го правеле тоа. Но заедно велам со надлежните, со Министерството за животна средина. Се инициираат ли такви средби? Ние не сме биле сведок, значи на такви средби cross-section, што се вика, меѓутоа знаеме дека се неопходни, дури предминатата недела бевме на конференција за управување со цврст отпад, беше во Струга и бевте и вие и беше гостин меѓу другите раководителот на секторот за комуникации, европската делегација Никола Бертолини. Едно од работите што он ја кажа, он рече, јас повеќе, значи Европската унија, односно они како представници, нема повеќе да седнат на маста само со државни институции, ако не и приватниот сектор присутен. Бидејќи има огромна инертност и огромно неиспроведување, многу споро одат нештата и не како што треба. Така да кој е од вашиот одговор? Дали тоа барање од Европската унија е неопходно? Дефинитивно неопходно. Само сакам да најавам нешто. Значи, беше најавен всушност законот за индустријски емисии, кој што е еден од најважните чекори во справувањето и со загадувањето на воздухот, но исто така и со управувањето со клима, кој што значи еден чекор плюс од подобрувањето на перформансите на приватниот сектор, го работиме. На крајот на октомври ќе имаме еден прв драфт и тогаш во ноември очекувам да ги вклучиме сите засегнати страни, особено приватниот сектор. Вообичаено тоа го правиме преку Стопанската комора, но најверојатно би требало да направиме некакви секторски, бидејќи состаноци, бидејќи не секоја индустрија придонесува еднакво, некои се поголеми, некои се помали загадувачи и предпоставувам дека, не предпоставувам, туку ќе се залагам,
дека таа дебата, таа консултација со јавниот сектор конкретно оваа година ќе резултира со некакви договори, дури би рекла, со приватниот сектор, каде што секој од институциите, вклучително и приватниот сектор, ќе си ги превземе своите обврски. Добро. Господјо Чекулев, еве, господја Петровска најавува нацрт за загадувачите и Закон за индустријски емисии. Закон за индустријски емисии. Не сметате ли дека 2 години веќе или повеќе, можеби се 2-3 години како е дојдена новата власт, предоцна се носи ваков нацрт? Не, тој нацрт јас уопшто сум запознаена готов години наназад. Значи, огромно време е проминато од кога тој нацрт е стварно направен. Зошто е поминат толкав период за да воопшто дојде до собрание, за да нели се изгласа тој закон? Нас не јасно зошто е тоа така. Апсолутно имам. И тоа е многу важно да го знаат и британските организации и сите засегнати страни. Значи, тој закон е резултат на еден двогодишен проект поддржан од Европската Унија преку ИПА програмата. И на заменување експертите ни оставаат еден закон кој што целосно ја транспонира директивата, меѓутоа не е усогласен со нашиот правен систем. Имате објаснување зошто не е усогласен со правниот систем? Тоа не можам да го кажам, тоа е всушност завршен законот некаде крајот на 2016, почетокот на 2017 година. Сега од моето превземање на функцијата во летото 2018 година, јас се обидов да разберам зошто тој закон, кој што има 130 и кусур страници, не е адекватно консултиран внатре во Министерството, односно не е адекватно консултиран со засегнатите страни. И што осознавте кога сте се обидале да знаете? Дека тој диалог требал да се води многу поинтензивно, дека Министерството и приватниот сектор во тој период се однесувале како две спротивставени страни. Ја мислам дека таа култура на диалог е нешто што започнува и сепак оваа влада го негува, така да во овој период ние се обидовме. Значи, се она што било превод на директивата, а треба номотехнички да се артикулира така да го разберат оние што тој закон треба да го спроведуваат, да го направиме. Во завршна фаза сме и велам, значи октомври ќе не биде период кога внатре интерно ние во Министерството ќе го усогласиме, бидејќи имаме тука не само законот за интегрирано спречување и контрола на загадувањето и управување со ризик, секторот за управување со отпад, секторот за животна средина, секторот за управување со води. Значи ова е еден многу комплексен закон кој што не значи само емисии, туку во воздухот, туку сите емисии и тоа како обврски за приватниот сектор ќе значат и сериозни вложувања. Добро. И затоа велам, тој диалог не станува збор само за тоа дека треба да се реализира со одредени правила на игра, туку и тој диалог треба да трае доволно долго за да приватниот сектор едноставно почне да сваќа дека тоа ќе бидат нивните обврски. Кога зборувам долго, не велам предолго, бидејќи ние немаме време, но велам, значи, тој разговор треба да има соговорници и на крајот треба да има консензус. Говориме цело време треба и ништо, ве молам. Не, само да кажам, според нас не е прифатливо, значи, толкав долг период. Да. Особено што Европската директива кажува, овој закон се носи бидејќи треба да се построги граничните вредности. Значи, она што испуштаат загадувачите треба помалку да испуштаат, просто кажано. Да. За нормално, за да не испуштаат толку многу колку што испуштаат сега, треба да вложат некои пари, да става некои нови системи, начини. Да го сега тоа никој не сака затоа што треба да се вложат пари, треба да се дадат пари. Меѓутоа, Европската директива кажува, вика, овие се тие вредности кои треба да ги достигнете. Сега, за колку време нас не интересира, бидејќи не знаеме за колку време ќе нас е даден рокот и колку долг ќе биде, знаеме кога беше со претходните гранични вредности со дозволите, кога беше Југохром, нели, па им се продолжуваше уште 6 на максимум се продолжи, на Југохром му се продолжи, не знам уште кои беше, им продолжија нели роковите и Регбитола остана. Нив не ми не продолжила, они значи вон систем излезе Регбитола, меѓутоа продолжи 6 месеци, па продолжи уште нешто и на крај беше
бидејќи екогерила се јави и протестира луѓето и рекоа не може, или значи ќе си биде според закон. Значи кај нас е секогаш тоа, ако ќе дојде рокот, чекај уште малце, чекај уште малце. Значи не може. Дали роковите на човечките животи сепак се гледаат наспроти овие рокови за кои говори Чекулев? Се чини дека загадувањето и оваа година, особено во Скопје, иако и Битола е цел и Тетово, говорам за најкритичните градови, се чини дека повторно ќе биде алармантно, судејќи според овој став на Чекулев. Овие факти кои ги соопштува таа. Да, ајде да се вратиме за рокот за кој што зборува Тања, кој што е навистина клучен. Значи, ајде да почекаме до првата недела во ноември, кога ние ќе почнеме да го консултираме овој закон и тогаш многу транспарентно пред граѓанските организации ќе се укаже, значи, кои се оние рокови кои што се предвидени со законот, кои се црвените. Заедно работите на тие рокови со невладините? Ние не работиме со невладините во овој период, консултантите со нашите служби работат, велам. Значи, до крајот на октомври имаме драфт. Да? Не. Не. Значи, не. Добро, зошто не се вклучени невладините? Значи, тоа е процесот. Кога ќе имаме драфт закона, тој ќе биде на крајот. А зошто не работите на нацрт? Зошто не работите на тој нацрт заедно со невладините? Ние ги вклучуваме невладините. Например, заедно работевме на правилникот. Да. Значи, овој правилникот за гранични вредности на мали ложишта беше толку транспарентен, еве баш со Тања заедно работевме и стигнавме до решение кое што беше генерално прифатливо. Значи работите, како што можам да разберам. Но за друга проблематика. Значи, може ли да каже, да. Правилникот што требаше да се измени, значи измената потребна, значи на измената на правилникот, кога се дигна джева, кога директор на инспекторат на град Скопје, Мирослав Богдановски, кој кажа дека они нема можност како да ги казнуваат ложиштата кои се помали од 1 мегават, тогаш се пристапи кон изменување на правилникот и тогаш бевме вклучени ние. Добро. И тоа зема малце полого време него што можеби требаше, ама се заврши работата во некои си рамки, воопшто не идеално, бидејќи ние каскаме за многу работи каскаме. И се нема услови за ова, се нема акредитирана лабораторија, значи има милион проблеми кои не се завршени и со години така се влечкаат. И тогаш се најде некои решенија кои што ќе возможи инспекторите да казнуваат на терен. Би требало според нас, дефинитивно е подобро да се работи на насред закон додека се не отпосле. Значи законот да биде бидејќи зема и подолго време. Они ќе го спремат законот, па ние ќе реагираме и ќе речеме зашто вака, зашто Смитате ли дека заедно треба да работите? Се не мора цело време заедно, меѓутоа во некој момент пред да биде нацртот готов, мислам дека е полесно и побрзо. Побрзо ќе биде. Чисто да се даде некој. Воопшто немаме против, значи уште еден доказ дека соработката со граѓанскиот сектор е потребна и можна, токму овој правилник за кој што зборувам, и тоа беше прва таква една заедничка работа, која што секако ќе мора да продолжи. Ќе ги поканите ли сега пред да биде објавен тој нацрт? Значи, пред да биде објавен, секако може да разгледуваме интерно внатре во рамките на Министерството. И уште една работа, значи, еве сега размислувам да ги номинираме или граѓанските организации да номинираат член во работна група, која што работна група крајот на ноември, на октомври ќе го финализира нацртот пред да го објавиме. Да, не ми одговоривте согласно оваа трома бирократија со која сме сите соочени, очекуваме, значи, алармантно загадување и оваа зима. Да, апсолутно. Господја Петровска? Не можам да преюдицирам, секако има можности да биде и така, од многу работи ќе зависи, секако ќе зависи од тоа колку ќе загадуваат индустријата, колку ќе бидат редови инспекторите. Ќе биде ли спречена индустријата да загадува? Инспекторите ќе мора да излезат на терен. Имавме најави од инспекцијските органи и на локално и на национално ниво дека оваа зима ќе бидат многу покатегорични во однос на своето казнување и секако и климатските услови ќе зависат многу. Не може ли да се наложат некакви барања до инспектори, до загадувачи? Може ли? Така, значи, до инспекторите, ние како Министерство имаме право и обврска секогаш кога има
состојба на која што треба да се реагира, инспекторите да бидат на терен. Значи, токму утрово бе во комуникација со Државниот инспекторат за да проберам зошто во текот на викендот не беше излезена нивна екипа да координирано. Они за жал не биле тука, значи биле на службен пат викендот и од тие причини не биле во можност физички да излезат. А зашто била потребна таа екипа? Вака, значи нели имавме речи си помор на риби, значи во Вардар биле испуштени одредени количини на хемиска материја која што според визуелните карактеристики укажува дека има концентрации на железо и железни соединенија. И инспекторите не излегле на терен? Вака, значи градскиот инспекторат беше излезен на терен, меѓутоа они немаат можност да земаат узорци, примероци. Ако има можност да земаат? Државниот може да земе примероци од испод. Значи, земале ли они примероци? Вака, значи во рамките на своите надлежности. Само да ми одговарате прецизно за да разберат гледачите. Секако. Значи, градскиот земал. Молам? Градскиот инспекторат зел примероци таму кај што може. Зашто не сте задоволни тогаш ако тие веќе земале? Да, меѓутоа Државниот инспекторат за животна средина ги има овластувањата да влезе во рамките на загадувачите, односно носителите на интегрирани дозволи и да се споредат узорците земени од примероци. Да, примероците земени на испуст во река и на испуст од технолошки процес. Значи технолошките процеси во рамките на загадувачите тоа не е направено. Да. И денес треба тоа да се направи за да може да се спореди. Еве тоа е таа нефункционалност. Тоа типично е тоа. Државни инспектори, они биле на службен пат сите. Претходно една новинарка ми кажа, го побарала директорот, барала изјава, он рекол не може на состанок, барала некој друг, он рекол сите се на состанок цел ден. Има ли контрола некој? И сега еве, например, од вчера на таков помор, значи ви имате Вардар офарбан во окер боја, комплетно, имате помор на риби, значи тоа е мега инцидент. Наместо подитно да влезат, значи да се зема примерици, подитно да се анализират и подитно да се влезе во која индустрија се сомневаат и за одма да се заврши таа работа, не, ние сега имам после еден ден, па чекај, па вака. И земањето на примероци, тоа е клучната работа. Например, еве во што сега го кажа Ана Петровска, дека надлежност имаат само одржавени, значи тоа е страшно. Значи како вие сега индустријава, еве, например, сега зимава ќе почне, како ќе утврдите дали овој стварно во моментов се загадува поише или не, треба да измерите. Така? Вие не може да видите добро хартијава, окей, све е штиклирано. Значи мора да измерите. Не мерат нашите инспектори. И се повикува човек, значи од акредитирана, значи тој цел процес. Добро, има ли крај на овој хаос за кој говори Чекулев и за кој сите сме свесни всушност? Има ли контрола всушност некој во оваа држава? Да. Значи, во делот на инспекцијскиот надзор, повторно закон, бидејќи Министерството делува во тој дел. Значи, ние воспоставуваме политики, изработуваме закони. Кој го контролира тој инспекторат? Вака, и сите инспекторати ги контролира инспекцијскиот совет. Значи, инспекторатите се генерално независни. Ние имаме можност да координираме. Вие имате можност? Ние можеме да дадеме налог, секако, во рамките на нашите овластувања и како што реков, значи секогаш кога ќе се создадат услови или потреба за да се излезе инспекторатот, ние испраќаме или допис или усмено се координираме со нив. Во случајов утрово, како што ви кажав, значи се Чекулев говори за загадувачите. Значи ли тоа дека вие всушност сте немоćни? Не, далеку од тоа дека сме немоćни. Значи, ако инспекторите не излегуваат на терен за загадувањето, ако не излегуваат за законот за инспекцијскиот надзор, значи во животна средина, не за законот, ве молам. Кажете за ми, има ли некој контрола врз тој инспекторат? Значи, инспекцијскиот совет е тој кој што треба да изврши координација, проверка, па дури кај нив и сите дисциплински казни. Ви се заврзани рацете? Не ни се заврзани. Што можете вие да сторите? Значи, ние точно ова, да се информираме, да наложиме, да им кажеме на колегите. Можете да им наложите што? Можеме со писмен допис. Што? Можеме да им наложиме да извршнат вонредна инспекцијска контрола. Добро. Бидејќи они инспекцијски тоа ќе го сторите за она што говори Чекулев?
И за загадувачите и за вакви проблеми како поморат. Тоа постојано го правиме, значи тоа но не функционира, спорно. се едно, значи инспекторатот не функционира. Државниот како што инспекторат можам да заклучам. не функционира. Значи дефинитивно не функционира. Нешто се спомна акредитираната лабораторија, бидејќи тоа е наша надлежност генерално. Значи, таа долги години не е вложувано премногу во оваа лабораторија. Сега, значи, оваа година ние набавуваме одредена опрема и хемикали кои што се потребни за да се доекипира опремата со која што таа располагаат. Немавте можност претходно да се екипирате и да вложите средства за таа лабораторија? За се е потребна политичка волја. Јас би сакала да истакнам дека не постои политичка дека во овој волја? момент постои политичка волја и тоа сакам да го истакнам. Значи сега Значи, за прв ако пат... не функционира таа лабораторија, значи не постои политичка волја. Ајде да ја слушнаме Чекулев. За акредитираната лабораторија се зборува години и ја има во документи од Министерството дека треба да се акредитира, дека толку средства треба. И еве, пак колку сме до точка дека ништо. Колку пари треба за Значи, таа лабораторија? вкупно, со се процесот на акредитацијата, направена е проценка дека се потребни некои 9 милиони денари, што не е некоја огромна сума. Меѓутоа станува збор за организација, која што организација... Сега ќе ви кажам, значи, во интерсекторската група, значи, тоа беше пред 2 години, предложено беше, значи, во име на интерсекторската група од страна на Министерството за животна средина да средства да се обезбедат за акредитација на таа лабораторија. Не се обезбедија, значи тоа оди до влада како предлог, владата треба да го одобри и не се одобри и после тоа дојде плана за зошто се случи тоа? Во буџетот за 2020 година се предвидени средства за да се спроведе. Претходно зошто немало? Значи оваа година набавуваме хемикали и опреми за да се заокружи делот со опремувањето, а до година ќе се ангажира консултантска куќа. Зошто овие години тоа не беше сторено? Не можам да разберам. Не прашувајте мене, едноставно велам, има различни приоритети во министерството и секторски тие приоритети постојано се менуваат. Се согласувате ли со тие приоритети за кои се непознати? Никогаш не сум се согласувала и токму тоа е еден од работите што сакам да ја истакнам. Значи, оваа година за прв пат ќе се обезбедат средства за дооформување на лабораторијата. Меѓу другото, значи сега имаме одредено разбирање во кабинетот, во политичките структури. Зошто е важна таа лабораторија? Може Што значи тоа акредитирана лабораторија? Тоа значи во име на инспектори, значи може да ја користат таа државна лабораторија, сега земат од приватните, како Технолаб на пример, треба да платите некој тамо да оди да изврши мерење во нивната лабораторија, да ги извршат анализи, да ви ги дадат. Добро. Значи, на овој начин, вие самите како држава, значи имате начин да го контролирате процесот. А ако не е акредитирана, не ви се важат тие анализи. Значи се расфрла, не може казна. Да заклучам дека се расфрла, да се расфрла властите со парите на граѓаните. Не сака да каже, не сака да каже за приватните. Јас само сакам да кажам дека потребно е и потребно да имате баланс. Да, потребно е според нас еден од важните баланс меѓу приватна и државна. Значи не може да немате вие државна. Знаете што? И после вие можете да направите две и да ги споредите. А вие што ќе споредите? Значи секако не мислите ли дека се расфрла државата со парите на граѓаните, државата? Да ги лоцираме, значи властите, ако користат приватни лаборатории, наместо да имаат да создадат една јавна државна лабораторија. Тоа не е расфрлање со парите? Добро, во секој случај е многу по-рационално да имаме наша државна лабораторија која што истовремено ќе биде и референтна. Колку пари се даваат за тие приватни лаборатории? Немам информации на вистина, но знаете како? Имате вие информации? Токму заради тоа. Не, ама еве тоа се тие статистички податоци кои фала во нашата држава. Не е тоа суштината. Не е тоа суштината. Не е ли суштина колку пари на граѓаните се трошат? Многу е важно колку пари на граѓаните се трошат, но велам, тие приватни лаборатории дури не се ни ангажираат за да се провери веродостојноста. Ме разбирате, значи не се трошат пари на граѓаните во тој дел. Не постојат нема мерења, ете тоа е на крај. Тоа е жално. Ја гледате ли вината во Министерството за животна средина, да тромост?
Значи, нема да се... Неекипираност, можеби некомпетентност на раководни лица, мора да има некоја причина за која Исклучиво станува збор говориме. за политичка волја, бидејќи Кој нема Министерството... политичка волја? Вака сега. Значи, Министерството од 2015 година наваму еднаш годишно информира владата за потребата да се акредитира лабораторијата. Не говориме за лабораторија, говориме генерално. И средствата во буџетот се преговараат секако со Министерство за финансии. Меѓутоа, утре кога треба некој на преговори, тоа е претежно министер да одлучи дали од тие средства за лабораторијата ќе се префрлат пари за водоводи или за канализации, секогаш победувале досега водоводи и канализации, бидејќи и општините и локалните самоуправи имаат потреба. Не го бранам овој став, далеку од тоа, значи јас сум прва за тие 9 милиони денари кои што не се голем трошок да влезат во буџетот. Значи, сакам уште еднаш да кажам, го имаат министрите. Во најголем тоа сакам да го речам. Тоа е точно. Владата и министрите за преговараат. Министерот за животна преговара со Министерството за финансии и тука се крои буџетот. Инаку секторите за животна средина, нашите предлози во буџетот секогаш се отфрлаат и се крои, се преговара. Сега, ние сме добили исто повртна информација од Министерството за финансии пред 2 години кога беше дека и Министерството за животна средина не доставува соодветни проекти, издржани проекти и поради тоа не се не одобрува. Значи има од двете страни. А и Министерството за животна средина... За акредитирана лабораторија не за тоа, зборуваме генерално. Значи не само за акредитирана. Значи зборуваме за разни проекти, дека и факт е дека Министерството и во минатото, ако се гледа, нема барано доволно во однос на тоа што е реалноста на проблемите во Македонија. И фидбекот бил, барем за 2017 година беше таков, дека нема доволно издржани проекти за кои би се дале пари за да се спроведе. Значи има од двете страни. Морам да демантирам, значи оваа година предлогот на буџетот на Министерството е 3 пати повисок од оној што е од претходните години. И сега е добро. Преговори. Добро. Но овој пат, значи сите предлози од секторите кои што квалификувани, стручни луѓе сметаат дека треба да бидат дел од буџетот, се внатре во буџетот. Министерот потенцираше дека му е многу важно сите тие проекти да бидат дел од буџетот. Како на крајот кој епилог ќе има, ќе видиме. Ви благодарам што бевте гости.